Со минута молк за загинатите во Кочанската дискотека, Сојузот на синдикати ја почна јавната седница пред работничкиот дом. Од таму се упатија кон собранието, каде побараа минималната плата да биде 500 евра, а сите останати плати да се зголемат за 100 евра. Да си ги намалите вашите луксузни пратенички плати на минимална плата. Се додека не ги зголемите работничките плати. Продолжија пред Стопанската комора. На работодавачите им порачаа да ги зголемат платите, бидејќи секоја година по 10.000 млади луѓе ја напуштаат Македонија и бараат работа во странство. Зголемете ги платите затоа што немаме резервна држава. Ке си одите ви од Македонија, не ние. Верувајте, младиот работник, тинеџерот, за 500 евра не ќе ни да помирисна компанија да дојде да работи. Протестот заврши пред владата. Одлуката за 24.400 денари минимална плата ја нарекоа незаконска, отие без мислење од синдикатите и побараа веднаш да биде повлечена. На чекор сме до генерален штрајк во целата држава. Немојте да заборавите дека работник ве бира и дека многу лесно, како предходните, од удобната функционерска фотелја ќе се симнете на тврдо работничко столче. Со 1890 денари во управа и правосудство, 98% моментално вработени се под просек. Ако тоа не е срамота, не знам што е срамота. Министерот за економија пак рече дека одлуката е подпишал според законот за минимална плата, а мислење од економско-социјалниот совет немало зашто синдикатите се уште немаат репрезентативност. Замислите, ако не го објавивме ние до 31 март, ќе се блокираше целата држава, ќе се блокира целите институции и приватниот сектор не можеше да пресмета плати за нивните вработени. СДСМ ги поддржува барањата на работниците, но не стои зад протестите на синдикатите, вели Филипче. Очигледно е дека се тоа автентични протести на работниците, имајќи ги предвид нивните барања. Ние излеговме со неколку предлози, кои што за жал владата во изминатиот период не ги прифати. Според податоците од УЈП, околу 20.000 работници земаат минимална плата. Мартин Арсов, Сител телевизија.